Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Сречен поздрав во студиото на радио Глас на надежта од Каладарци. Ја започнуваме нашата утринска програма Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денеска сме понеделник, 5 јуни 2023 година или 156 ден во оваа календарска година. Што се однесува до почетните сервисни информации, вообичајно ние спомнуваме за времето, па еве и во овој емисија тоа ќе го направиме. Иако сами знаете, имаме променливо време, овие денови, мај месец веќе помина, влеговме во јуни месец, но временските услови скоро се слични. Еве како гласи прогнозата за денеска. Предпладне сончево со мала до умерена облачност, попладне ќе биде нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер, на места во форма на невреме со силен ветер и услови секако за изолирана појава на град. Во Скопје предпладне сончево со умерена облачност, а попладне во делови од котлината ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирана појава на град. За време на викендот во некои делови во Македонија, како што беше Кавадарци, Прилеп, имаше невреме во попладневите часови, така да такви имаше моменти во други градови во нашата земја, така да бидете внимателни, почитувани гледачи, и очекувајте навистина нестабилно време, бидејќи ќе се појави еден облак и ќе истори толку дожд што како да е наврнато цела година. Но како е да е, тоа е времето, мора да се прилагодиме. Што се однесува до температурите, во крајниот западен дел во нашата земја од 8 до 19, во Скопскиот регион од 14 до 27, значи ќе имаме високи дневни температури, во Куманово 12 до 23, Беровскиот регион од 10 до 21, Гевгелија најтопло до 28, Теквишијата ќе има температура до 27, Пелагонија до 24 и Охридскиот регион од 11 до 23 степени. Слично време ќе имаме и утре, почитувани гледачи, значи слични температури и слична прогноза. Предпладне сончево со умерена облачност, а попладне на места ќе биде нестабилно со краткотрајен пороен дожд, грмежи и засилен ветер, локално во форма на краткотрајно невреме. Слично време ќе се задржи и во Скопската котлина. Како е да е, полека ја трошиме пролета, уште малку ќе навлеземе во летото, прогнозата не е баш така убава и за летниот период дека ќе имаме променливо време, но ќе видиме кога ќе дојдат и тие летни денови. Што се однесува до Автомотор Сојузот на Македонија, патиштата се проводни, но тие апелира да се внимава кога се вози низ речните долини, котлините, клисурите, каде што има можност за одрон, појава на одрони, зашто времето е променливо, врнежливо, земјата е доста натопена со вода и може да попуштат камењата или карпите, затоа посебно во делниците Катланово Велес, Маврово Дебар, Струга Виница, Берово и Кочани Делчево, внимателно управување со моторните возила. За време на викендот настрада еден дел на жители на нашата земја, значи возачи и совозачи, посебно на патот Миладиновци Штип, каде што се случи навистина страшна несреќа, и тоа на автопат. Притекнувале, значи не е некоја кривина или некои тесни патишта на автопат, меѓутоа возачот возел под дејство на алкохол и настрада тројца луѓе, 3 лица. Така да вие кои сте возачи, а сакате да користите алкохол, немојте никако да користите алкохол кога седнувате зад воланот, бидејќи тогаш сте опасност и за себе,
za one koji se vo vašto vozilo, no i za one koji se vo drugite vozila, a se dvižat po patišat alkoholot. Nikako ne treba da go potrebujeme kako hrišćani, kako luge, no ete nekoj posegnuvat za alkohol i sednuvat za dvolanot i eve kakvi katastrofalni greške se slučuvat, znači žrtvi na našite patišta vo Makedonija. Što se odnesova do graničните premini, tije se znači otvoreni, nema nikakvi prečki. Ako sakate da zaminete vo stranstvo, slobodno to storete go. Evo kako što primetovam, znači kamerite pokažuva deka nema pogolimi gužvi na graničните premini vo našata zemlja. Što se odnesova, dragi gledači, za rubrikata na današnji den, rekovme 5. juni, eve što se slučilo vo Minatoto, vo istorijata, a istoričarite to go pedantno zabeležele. Na današnji den, vo dalečната 1723. godina, roden je škotski ekonomist Adam Smith, koji zajedno so David Rickard je najpoznat predstavnik na angliskata klasična politička ekonomija. Неговата теорija za podelba na trudot vo ekonomskата literatura se smeta za klasična. Dobro, odime ponatamo. Na današnji den, vo 1827. godina, turskite sili go zazedova Akropol i vlegle vo Grcija, odnosno vo Atina. Znači, to se slučilo na današnji den vo 1827. godina. Vo 1873. godina na današnji den pod pritisok na Britancite sultanot Zanzibar Said bin Barkaš go zatvori zanzibarski pazar na robovi. Ete, u Minatoto, nažalost, lugito se prodavale kako stoka robovi. Na današnji den vo 1944. godina kaj selото Кушкулија Струмичко, како заменик командant на вториот батальон на Третата македонска народно-ослободителна војска, односно бригада, учествувајќи во борбите против бугарскиот окупатор, загина Панче Пешев, македонски композитор и хороводител. На денешен ден, 1945 година, четирите сојузнички сили, значи Советскиот сојуз, Соединетите држави, Велика Британија и Франција, ја презедува врховната управа над Германија и притоа во Германија се создадени 4 окупациони зони и формиран сојузнички контролен совет. Секако тоа е кога Германија изгуби војната, Втората светска војна, и тогаш еве овие 4 сили се наметнале и, како овде што прочитавме, биле создадени 4 окупациони зони и формирани сојузнички контролен совет. На денешен ден, 1965 година, Стейт департманот прв пат јавно призна дека копнените сили на Соединетите држави учествувале во борбите во Јужен Виетнам. Во 1975 година Суетскиот канал повторно е отворен за меѓународен сообраќај, освен за Израел, по израелско-арапската војна во 1967 година. На денешен ден, 2000 година, американскиот председател Бил Клинтон, како прв лидер на една од најзначајните западни земји, се обрати пред претениците на Руската државна дума, или како што кај нас се нарекува собрание. Еве уште една и последна извештај за ова рубрика. Во 2008 година на денешен ден Уставниот суд одби да ја укине забраната за носење исламски шами на универзитетите. Законските реформи кои во собранието ги протурка Исламистичката партија за правда и развој АКП се уставни, беше ставот на Уставниот суд на Турција. За одлуката гласаа 9 суди, а 20 беа против. Секуларните структури во таа земја сметаа дека владината одлука да се дозволи носење шами на универзитетите доказ за тоа дека АКП сака во Турција да воведе ширијатски
закони. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервисни информации. Уште еднаш поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите нашата утринска програма Добро утро, кој се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Одеме сега да ве поздравиме со една христијанска песна. Почитувани гледачи, следува рубриката Капки на мудроста и читање на Библијата, односно од псалмите Давидови. Еве неколку капки на мудроста што верувам ќе бидат интересни за сите вас. Подобро е да ја запалиш свеќата, отколку да ја проколнуваш темнината. Моли се на Бога, но веслај кон брегот. Додека не тропнеш на вратата, никој нема да ти отвори. Непосејаното семе никогаш нема да никне. Додека виното во каците, тоа е наше. Кога ќе го испиеме, тогаш ние сме негови. Кој оди во кафеана, туги деца рани. Бог често пати не посетува, но на жалост ние повеќето време не сме дома. Подобро е со мудрите да плачеш, отколку со лудите да пееш. Подобро е празно кесе, отколку празна глава. Раката која дава е секогаш над онаа која прима. Ако на човекот му дадеш риба, ќе го нахраниш за еден ден. Ако го научиш да лови риба, ќе го нахраниш за цел живот. Малите деца не ти дозволуваат да спиеш, а големите да дишеш. Еве, тоа беа денешните капки на мудрост, а верувам поучливи за сите нас. А сега да го прочитаме, односно да читаме делови од 69-тиот псалом. Во минатата емисија почнавме да го читаме, бидејќи е малку подолг, го поделивме на два дела, сега продолжуваме од 18 стих на 69 глава. Приближи се до мене и спаси ме, поради непријателите мои избави ме. Ти знаеш како ми се подсмеваат, ме понижуваат и ме срамат, сите мои душмани ти се познати. Подбивањата
ми го кинаат срцето и се чувствувам безнадежно. Чекав некој над мене да се сожали, но никој не се појави, никој не се најде да ме утеши. Со пелин ме хранеа и со оцет жета ми ја гаснеа. Нивната трпеза во замка да им се претвори, гоштевањето стапица нека им се стори. Очите нека им се помрачат, за да не гледаат и довека грабани нека одаат, односно грбави нека одаат. Јароста Твоја врз нив нека се истори, пламенот на Твојот гнев нека ги зафати. Жилиштата нека им се запустат, во нивните шатори никој да не живее, бидејќи ги гонат оние кои Ти веќе си ги ранил, им ги зголемува болките на оние кои Ти веќе си ги удрил. Обвини ги за злосторство преку злосторство, исклучи го од спасението Твое. Од книгата на животот нека бидат избришани, а меѓу оправдените да не бидат вброени. А јас сум ранет и во агонија. Твоето спасение, Боже, нека ме чува. Божето име со песна ќе го славам и со благодарност ќе го прославувам. Тоа ќе му биде помило на Господа, отколку вол принесена жртва и од јунец со рогови и копита. Гледајте вие, сироти, и радувајте се, нека ви живеат срцата вам кои Бога го барате. Зашто Господ ги слуша бедните и не го презира својот поробен народ. Нека го слават небото и земјата, морињата и се што е во нив, што се движат. Зашто Бог ќе го спаси Сион и јудините градови ќе ги обнови, тогаш народот таму ќе се всели и ќе го присвои. И потомците на неговите слуги ќе го наследат, во него ќе живеат тие кои го љубаат неговото име. Еве, тоа беа стиховите, последниот дел, значи од 69-тиот псалом. Овде Давид, почитувани гледачи, дава и пророчки стихови, пророчко видување за животот на Исуса Христа. Посебно овој текст се однесува на Исусовата смрт. Со пелин ме храни и со оцет жета ми ја гаснеа. И ако читате во Матеј и во другите делови во Новиот Завет, ќе видите дека тоа се исполнило. Кога Исус висел на крстот, му давале, значи, оцет, за да му го наквасат лицето, односно устата, за да малце полесно ги поднесе болките. Меѓутоа, Исус, вели, тоа го одбил, тој алкохол, не сакал Исус да умре со заматен ум, туку со чиста совест. Значи, овде Давид навистина потребува тешки реченици, описни реченици, но тој ја искажува својата болка, својот немир пред Господа и осветата тој ја препушта на големиот Бог. Еве, тоа беа овие делови, капки на мудроста и читање од Свето писмо. Продолжуваме повторно со песна. Gledam ljude oko sebe, samo nekud jure, pa se pitam često puta, zašto tako žure i barem malo stati, ma niko nema vremena. Tu smo svi na putovanju, život teče kao rijeka, ali netko tamo gore oduvijek nas čeka i zato njemu pjevaj, netko je navika. I putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. I putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom, a zapjevaj i ti, jer netko gore volite.
Sretnem jednog starog prijatelja, pitam kako ide, on mi veli: daj me pusti, ljudi me se stide, ma ništa nije dobro i ne znam kud sa sobom ja. A ja mu kažem: ajde pogledaj gore u visine, znaj da neko tamo jednako se brine i zato njemu pjevaj, jer to je navika. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom, pa zapjevaj i ti, jer netko gore volite. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom i pjesma neka bude utjeha za brige sve. Mi putnici smo što putujemo svijetom i pjevamo ovom malenom planetom, pa zapjevaj i ti, jer netko gore volite. После ова песна на групата Путници, еве неповторно во живо, почитувани гледачи, ја следите утринската програма на Радио Гласна надежда, емисија која се емитува од студиото на Радио Гласна надежда од Кавадарци. Би сакал да ве поздравам уште еднаш сите вас за пораките кои ги упативте ова утро. Имаме гледачи најмногу од Македонија, имаме и од Србија. Според оно што го гледам на мониторот, имаме значи од Англија, од Германија и од други европски држави. Како и да е, сите сте добре дојдени во ова наша утринска програма. Продолжуваме со вестите од светот или искуства кои ни доаѓаат од разни делови на планетата. Денеска имаме повторно едно убаво искуство од Тајланд, па да го проследиме искуството на Ан Фонгчкан, жена која има 38 години. Проблем со темпераментот. Во својата младост Ан била тврдоглава и се борела да го контролира својот темперамент. Решила да не го заврши средното училиште, бидејќи не го сакала учителот. Со пила го пресекла синџерот од моторот на својата мајка, кога тај забранила да го вози моторот. Вистина, силно девојче. Кога се преселила да студира во мисионскиот коледж, сега универзитет, значи пред тоа бил коледж, но потоа прераснал во универзитет, не било ништо чудно што по неа тргнала и незината мајка, за да биде сигурна дека незината ќерка нема да западне во некоја неволја. Мајка ми немаше доверба во мене. Имав проблеми со контролирање на мојот темперамент. Правев се што сакав. Мајка ми беше исплашена да не завршам во затвор поради мојот незауздан темперамент, вели Ан. Ан во коледжот научила да се моли. Бог на различни начини одговорал на низините молитви. После дипломирањето, Ан му го предала своето срце на Христа и се крстила. Низините пријатели кои не биле христијани се подсмевале на таа нејзина одлука. Многу си глупава, и рекол некој од нив. Си влегла во секта, додал друг. Јас не сум глупава, не сакам повеќе да се сомневам во моите уверувања. Избрав да бидам христијанка и тоа и ќе бидам.
Najgolemiот проблем постоел дома. Мајка ѝ била лута што Ан ја напуштила својата вера од детството и се обидела да ја убеди да ја врати назад. И забранила да оди во црква. Ја терала да спие во храмот. Ан дополнително ја затегнала ситуацијата кога мајка ѝ наредила да напише писмо на семејниот Бог. Ја сега имам само еден Бог, и одговорила на мајка си. Налутена, мајката ја заклучила во нивната куќа во Банкок. Ќе останеш дома, ќе добиваш храна и никаде нема да одиш, рекла мајката луто. Ан можела да побегне низ прозорецот или да ја искрши бравата на вратата, но не го сторила тоа. За разлика од старата Ан, овде Ан сега не губила контрола над својот темперамент. Ги извршувала сите домашни работи, смирено ја читала Библијата. Не разбирала се што чита, но видела дека тие зборови длабоко ја смируваат. Еден ден мајка ја прашала: дали ќе се вратиш да му служиш повторно на нашиот семеен Бог? Не, јас верувам во Господа Исуса Христа, жал ми е, мамо. Добро, можеш да одиш во својата црква, рекла мајката. Ана радосно отишла во црквата и била многу изненадена кога и мајка й изразила желба да појде со неја. Лутината на мајката исчезнала, се смеела и била среќна. Подоцна мајката й објаснила причината за својата среќа. Не знам кому треба да му заблагодарам, дали на твоите професори на коледжот или на твојот Бог, бидејќи добив нова керка. Ан одговорила дека тоа била силата на Господ која действувала во неја. Бев брза и непромислена во своите постапки, но мајка ми повеќе не можеше да го види тоа на мене, изјавила. Денес Ан е директорка на Адвентистичкото меѓународно мисионерско основно училиште кој има 150 ученици и се наоѓа во тајландскиот град Корат. Вистина, убаво искуство, почитувани гледачи, нова темпераментно девојче или девојка која ги кинела синџирите, ги сечела синџирите, само да го вози моторот, правила и други проблеми, но колко е голем Господ, како Бог делува со Светиот Дух и го променил карактерот на ова девојка, проблематична девојка, и ете подосна станала директорка на Адвентистичкото меѓународно мисионерско основно училиште во тајландскиот град Корат. И денеска Бог прави чудо, кај тебе, кај мене, кај сите нас, само да го молиме, да бареме со вера. Бог ќе направи чудо, да ги промени нашите темпераменти, оние лошите темпераменти, карактерни особини, кои можеби не спречува да напредуваме и во телесниот, во физичкиот живот, но секако и во духовниот. Ете, тоа беше убавото искуство, раскажано од Ан Фончкан, жена која има 38 години. Продолжуваме повторно со песна. Isus, zemi
The Magna Carta was signed just over 800 years ago here in Runnymede, a document that would have both civil and religious importance for England and also for the whole world. The backdrop to the signing of the Magna Carta was the growing tension between the King of England and the Pope over who had the authority to appoint the bishops of London and Canterbury. At that time, the King of England, King John, was probably one of our weaker kings. The Pope at that time, Pope Innocent III, was probably one of the stronger popes. And in this battle, the Pope eventually won. Because the king was unable to count on the support of the barons because he had conflict with them, he eventually surrendered to the papal legate in 1213, even laying his crown down at the feet in an act of submission. He also agreed to pay 1,000 marks per year, and that should any of his successors break that agreement, they would lose all authority in the realm. England was humiliated. The barons were stung into action. They would never be slaves to the Pope. The issue of national sovereignty and the exchanging of money for spiritual benefits was at stake. They feared, and rightly so, that this could be one step in a course of events that would lead the Pope to setting up who he wanted to on the English throne, overreaching his authority into national matters. These were some of the main reasons why Magna Carta was signed on the 15th of June, 1215. The first clause stated, "The Church of England shall be free and hold her rights entire and her liberties inviolate." This issue would rumble on for the next 150 years, and the money due to be paid to Rome lapsed over time and became sporadic. This was one of the main reasons of John Wycliffe's early disagreements with Rome. Another key aspect of the Magna Carta was the basis of law that it set up, that the king and the lawmakers were subject to the same law that they themselves wrote, that those accused were granted the right to be tried by a jury of their peers. These, among many other clauses, form the basis of law and justice as we know it today. Many of the principles of Magna Carta form the basis of the US Constitution and the Bill of Rights in America. In fact, this monument here was paid for by the ABA, the American Bar Association. Today, there are 4 remaining original copies of the Magna Carta. 1 in the Lincoln Castle, 1 in St. Mary's Cathedral in Salisbury, and 2 in the British Library. The principles of Magna Carta, which live on today, stand to us as a testament that we should cherish our civil liberties, that we should protect our civil liberties, and that we should use the time that we have now in the spreading of the gospel while we have the ability to do so. Vali se bijele, grije sunca žar, masline su zrele, miriše nar. Oblaci ljeno nebom putuju, cvrčci spremno pjesmom već se raduju. Poneki rijedak leptir traži hlad, traži neki cvjetak da smiri glad. Suton je zlatni, grim isprolio, nek se
se vidi ko je sve to stvorio. Kako divno je sve, ljepše no sanjati sne. Želim srcem svim imati krila, Kaleba bila i vječno biti s njim. Ako se more srebri kap po kap, kupa ga do zore, mjesečev slap, barva je bliže, tek otvori ja, pitajući ko je sve to stvorija. Kako divno je sve, ljepše no sanjati sne. Želim srcem svim imati krila, Kaleba bila i vječno biti s njim. Kako divno je sve, ljepše no sanjati sne. Želim srcem svim imati krila, Kaleba bila i vječno biti s njim. I vječno biti s njim. Отдалеченоста меѓу небото и земјата денеска не е поголема отколку што била кога пастирите ја слушнале песната на ангелите. Човечкиот род исто толку е предмет на небесна грижа, како и во времето кога обичните луѓе со скромни занимања среде бел ден ги сретнувале ангелите и разговарале со небесните весници во лозјата и на полињата. Небото може да ни биде мошне близу и нам во нашето секојдневие. Ангелите од небесните дворови ќе ги придружуваат чекорите на оние што живеат според Божите заповеди. Историјата од Витлеем е неисцрпна тема. Во неа е скриена длабината на богатствата, на мудроста и на разумот Божи. Ние и се восхитуваме на жртвата на Спасителот со која тој небесниот престол го заменил со јасли и придружбата на ангелите што го обожавале со животни во штала. Неговото присуство ја прекорува човечката горделивост и самоувереност. Сепак, ова е само почеток на неговото неспоредливо понижување. За Божиот син би било речиси бескрајно понижување кога би зел човечка природа дури и тогаш кога Адам во својата невиност живеел во Едем. Меѓутоа, Исус ја прифатил човечката природа кога човечкиот род веќе 4000 години бил ослабен со гревот. Како и секој Адамово дете, тој ги примил на себе резултатите од дејствувањето на големиот закон на наследувањето. Какви биле овие резултати, покажано е во историјата на неговите земни предци.
тој дошол со такво наследство да ги дели нашите таги и искушенија и да ни даде пример на безгрешен живот. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. Вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Следува рубриката Кратка порака од Библијата. Дали се прашувате како до вечен живот? Како можеме да добиеме вечен живот? Да споменеме една библиска личност од историјата, не мислам сега ниту на Аврам, еден голем човек, ниту на Мојсеј, ниту на Јосиф, или пак Данило. Не мислам ниту на библиските новозаветни личности како што се Павле, Петар или Јован. Не можам дури ниту името да му го спомнам, зашто не го знам. Библијата тоа не го запишала. Меѓутоа, тој човек, кој ќе го спомнам сега за која секунда, покажал на вистина вистинска вера во Исуса Христа, тогаш кога многу луѓе се откажале од Христа, кога нивната вера исчезнала, а тој пред самата смрт, гледајќи во Исуса, чврсто поверувал и ја покажал својата вера. Оно што се случило, Лука педантно го забележал во своето Евангелие. Ајде да прочитаме во Евангелието според Лука и да видиме за кој настан станува збор. Водеја и двајца злочинци за да ги погубат со него. И кога дојдоа на местото наречено Черепница, го раснаа таму него и злоторниците, едниот одесно, а другиот одлево. А Исус рече: Оче, прости им, оти не знаат што прават. И кога го деле облеклото, негово фрлија ждреб, а народот стоеше и гледаше. Се подсмева заедно со народот и правосвештениците, велејќи други спаси, нека се спаси и сам, ако е Христос, избраникот Божи. Војниците им се придружиле и на подбивачите и пристапиле поблизу, нудејќи му скиселено вино. Ако си ти, царот јудејски, велеле тие, спаси се сам себе си. Над главата му ставија надпис кој гласел: Ова е царот јудејски. Еден од распнатите злочинци хулеше на него, велејќи: Ако си ти Христос, спаси се себе си, а спаси не и нас. А другиот, кога одговори, го искари и рече: Зари од Бога не се боиш, кога си веќе и само осуден? Ние сме праведно осудени, зашто примивме заслужена казна според нашите дела, а тој ништо лошо не направил. И му рече на Исуса: Сети се на мене, Господе, кога ќе дојдеш во царството свое. А Исус му рече: Вистина ти велам денеска, ќе бидеш со мене во рајот. Лука 20 глава од 32 до 43 стих. Не знаеме зошто, почитувани гледачи, римските суди го осудиле овој злосторник на смрт. Краткиот библиски извештај за него не кажува што сторил, поради што добиле таква тешка смртна казна. Меѓутоа, знаеме дека на крстот се молил и дека веднаш примил одговор на својата молитва. Господе, сети се за мене кога ќе дојдеш во Твоето царство. Што му овозможило новој човек да покаже таква вера во својата сесредна молитва? Тој го видел вистинскиот, стварниот Исус. Тоа било големо чудо, зашто никогаш порано Христовата божествена големина не била во толкава мера заполнета, односно засолнета со многу пречки, како тој ден додека висел на крстот помеѓу двајца злосторници. Никој денеска не е наполно сигурен и не може точно да го одреди местото на кое стоеле крстовите. Мнозина сепак веруваат дека Голгота или Черепница е ричето кое се наоѓало близу до Ерусалим, односно до Ерусалимската дамштанска хапија. Еден ден шетав низ малечката градина во близина на празниот гроб, за кој водичите велат дека во него лежело Христовото тело. Го посматрав тоа
najprečujeno riče vo hristijanski svet. Можев да се уверам дека личи на череп, седејќи на клупа ја читав 23 глава на Евангелието според Лука и се обидов да замислам што се случувало тој пресуден ден пред речиси 2000 години. Гледајќи долу од својот крст, злосторникот имал добар поглед на она што се случувало. Меѓу народот што ја запоседнал гората ги забележувал властодржците, свештениците, книжевниците и старешините. Сите тие покажале нескриена омраза кон синот на дрводелецот кој тврдел дека е Месија. Вртеле со главите, подбивајќи му се и навредувајќи го со подсмев. Ти што го уриваш храмот и за 3 дена го созидуваш, спаси се себе си, ако си син Божи, и слегни од крстот. Матеј 27:40. Додека злосторникот ги посматрал верските водачи, сигурно не видел ништо што би го потикнало да верува дека Исус е Божи син. Ги посматрал римските војници како представници на власта, тие го врзеле Исуса за столб, значи за тој крст, и го тепале, му ставиле трнов венец на главата, го удирале со стап и му ги приковале рацете и нозете со груби клинови за гредите на крстот. Како можел злосторникот во овој човек да види спасител на светот кој толку страдал? На тоа прашање, почитовни гледачи, ќе одговориме во наредната емисија. Како до вечниот живот? Овој разбойник на крстот пред себе го имал спасителот на светот. Не бил ни свесен, но сепак таа мала вера што постоела во неговото срце почнала да се развива. И тој го видел спасителот на светот како на лице место се однесува. Не возвраќал на псовките, не возвраќал на увредите, туку мирно поднел секој удар што му го нанесувале дури и овие црковни водачи, како овде што биле правосвештениците, фарисеите, главатарите, не само војниците кои биле под власта на римската власт и тие извршувале наредби, меѓутоа најтрагично е оние кои требале да го проповедат Исуса Христа. А тоа биле свештениците, тие всушност придонеле Исус да биде раснат на Голготскиот крст. Значи, прашањето кое го поставивме, како можел овој злосторник, додека висел на крстот, да го види спасителот на светот и да поверува во него. Затоа ќе кажеме во наредната емисија. Одеме сега со уште една песна. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. Knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He sees each tear.
sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He hears me when I call. Полека дојдовме до последната рубрика, почитувани гледачи, во ова наша утринска програма Добро утро. Ке зборуваме во наредните неколку минути за кантерионот. Лековитиот кантерион е растение кое има изразено поволно дејство врз организмот на повеќе начини. Има магична моќ да лечи многу органи и системи во нашето тело, а нуди голем број можности за употреба. Кантерионот расте на ливади, пасишта, како и на каменити предели, а цвета од мај до крајот на август, зависно од поднебието. Значи, сега сме токму во екот кога може да се најде и на зелените пазари, има луѓе кои го продават, но ако излезете малце надвор од вашите населени места, како што спомнав на ливади, пасишта, тамо кај што има каменити предели, ке го најдете расветан во жолта боја кантерионот. Расте до висина од 60 см и има специфичен мирис, горки вкус, а изобилува со железо, етерични масла, смола, каротен, колини, витамин С. Ова растение се нарекува магично затоа што помага во подобрување и лекување на различни состојби на организмот. Еве неколку факти за корисноста на кантерионот како природен лек. Број 1. Има силно антидепресивно дејство, па не е препорачливо да се меша со лекови за таа намена, бидејќи има исто дејство. Во последните години голем број научни истражувања го потврдуваат овој факт, а најчесто се применува при благи и умерени депресии. Број 2. Освен за депресија, помага во третирање на стравови, пореметувања на расположението во менопауза, ноќно мокрење, обсесивно компулсивни пореметувања, сезонски депресии кои посебно се манифестираат во зимските месеци кога има недостаток на доволно сончева светлина. Број 3. Кантерионот е најпопуларен за лекување на повреди на кожата, на рани, посекотини, убоди и чиреви, а ги облажува симптомите на гастритис, чир на желудникот, болести на бобреците, црниот дроб, слезинката и мочниот меор. Познат е по своите антибактериски и антивирусни својства. Благодарение на противвоспалителното дејство во голема мера се користи и помага при рани и опекотини за полесно да зараснат. Број 4. Се употребува како лек за чир на желудникот и 12-палечното црево, при пореметување на варењето, за стимулација на желучната и сокови и олеснување на варењето. Етеричното масло од кантерион спречува појава на грчи во стомакот, ја олеснува работата на цревата и спречува надоеност и дигестивни тегоби воопшто. Исто така се користи за намалување на болки при гастритис, за заснување на рани при чиреви. И број 5. Помага во намалување на крвниот притисок и превенира срцеви заболувања. Одличен е против хемороиди и опекотини. Традиционално се припрема во вид на масло кое се користи за намалување на болки, реуми, гихт, крварења и промени на кожата. Сега, еве, почитувани гледачи, сте информирани за огромната корисност на овој чај, значи на оваа билка, што може бесплатно да ја наберете само ако излезете во природа и ќе наидете на жолт цвет кој сега е во полн ек. Значи мај веќе помине, еве сме сега јуни и јули го има, се зависи во кој дел живеете на нашата земја. Еве тоа беше рубриката Советите за здравјето, кантерион,
lek za povreди, depresija i dobro varenje. Почитувани гледачи, сакам уште еднаш да ве потсетам, бидејќи времето се ближи, 10. јуни, кога во Штип ќе се одржи собор на адвентистите на 7-миот ден во Република Македонија. Значи, веќе наредниот викенд тоа ќе се случи на 10. јуни во салата на Домот на културата Ацо Шопов во Штип. Почеток е во 10 часот предпладне, а попладне во 14 часот. Ако се уште не сте се пријавиле, зборам за вас кои живеете во Кавадрец и во околината, може кај мене да се јавите, ни организираме превоз, автобус, но и за сите вас кои сте во другите делови на Македонија, обратете се до вашите пастори, за да може на време да се стаса тамо во Штип и да се заеднички радуваме и да го прославуваме Господа. Ајде сега да го видиме и рекламата да ја видиме за соборот во Штип, а потоа ќе одиме и полека да се одјавиме во ова наша програма. Почитувани, ви покануваме на овогодишниот пролетен собор на Христијанската адвентистичка црква што ќе се одржи на 10. јуни во салата на Центарот на култура Ацо Шопов во Штип. Мотото на овогодишниот собор е "И така бидете совршени". Гости, говорници на соборот ќе бидат Павле Рунич и Филип Стојановиќ од Белград. Почеток на службите предпладне во 10 часот, а попладне во 14 часот. Бидете и вие дел од пролетниот собор на Христијанската адвентистичка црква. Еве полека дојдовме и до самиот крај, почитувани гледачи, на нашата аутинска програма Добро утро. Би сакал при крајот на ова емисија да ви ја покажам, да ви ја понудам книгата Личност за сите времења. Една мала книга, но го обработува животот на Исуса Христа. Значи, личност за сите времења. Доколку сакате да имате, само 100 денари е цената со попуст, значи може да ни пишете на нашата адреса, а ние ќе ве испратиме по пошта. Книга која зборува, значи, за она што го кажувал Исус, што го зборувал, каде живеал, како се жртвувал, какви траги Исус позади себе оставил. И уште многу други работи ќе научите ако ја имате во ваша собственост ова мала книга Христос за сите времења од пастор, напишана Дехран Хајдар. Еве полека дојдовме до крајот, почитувани гледачи, на ова наша денешна утринска програма. Ви благодарам на вашето присуство. Меѓутоа, вие кои сакате да изучувате Библијата и понатаму, ви нудиме бесплатен курс на дописната библиска школа. Да ја видиме сега и рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, еве да се одјавиме на крајот, да ви посакам убава седмица. Денеска е понеделник, деновите се пред нас, имате благословени денови, искористите ги часовите кога не врне, бидејќи рековме ќе има и дождови во текот на оваа седмица, но како и да е, пролете веќе, полека
ја трошим и пролета и ќе навлеземе за неколку денови во летото. Како и да е, Господ со сите вас и ви закажувам нова средба во наредниот петок со почеток во 9 часот. До тогаш, довидување. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.